Добре дојдовте во Процес. Кои се правата на спортистите? Имаат ли силно синдикално движење? Каде може да се обратат за да се заштитат? На оваа тема во Процес разговараме со Панче Ќумбев, председател на Синдикатот на фудбалерите, и Дарко Илиевски, фудбалер. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Една бизарна приказна која што се случи кон крајот на минатата година ги отвори токму овие прашања. 7 фудбалери на Металург беа суспендирани заради тоа што си ги бараа своите права, штрајкуваа затоа што 4 месеци нема земено плата. Што се случи тогаш? Може би на тоа прашање би можел Дарко најдобро да одговори. Ке го прашам и Дарко. Меѓутоа јас во кратки црти во самиот процес некако синдикат се вклучивме можеби малку подоцна, меѓутоа не по наша вина затоа што бевме касно известени од страна на играчите. Јас само сакам да напоменам дека никој од играчите на Металург не е член на синдикатот на фудбалери. Кога ние како синдикат се јавивме да одиме, кога ги посетувавме сите клубови, во Металург не беше кажано дека таму не играат синдикати, баш со овие зборови дека на претседателот и на газдата на клубот не им требало синдикат, затоа што таму било сега што треба. И јас во неврзан разговор со еден од играчите кои што играат, ми реков да, сега е добро, меѓутоа работите кај нас во нашата држава многу брзо се менуваат и може да дојде до ваков немилен настан кој што се случи. Значи играчите немале земено 4 месеци плата, не им биле платени придонеси, можеби некои од нив и повеќе децата добро знаат, некои 7-8 месеца веќе били одјавени за придонеси и се решили на најнепопуларниот потек или потес, не фудбалски кажано во фудбалот на штрајк. Имаат они мала кривица, јас со нив кога разговарав им кажав дека во фудбалот, во спортот, ако сакаш да влезеш во штрајк мора да го најавиш или да се обратиш секаде, да, или секаде, да. Јас би зборувал конкретно за спортот. Правата, да. Тука можеме да најма оправдање во нивната младост и неискуство затоа што сепак се работи за повеќето од нив многу млади и потенцијални репрезентативци. И што е најинтересно, штрекуваат цела екипа, значи некои 20 играчи. Како штрекуваат секој ден да се солидаризираат. Да, се солидаризираат. Не, сите не земале плата, значи сите играчи. Да, ама да се солидаризираат. Да, и сите штрекуваат, меѓутоа суспензијата е упатена само до 7 играчи од тие 20-тина. Направена е селективност во самиот избор на играчи и тоа баш оние играчи кои што значат. Сметале дека се организатори или не, оние играчи кои што значат нешто во македонскиот фудбал, оние кои што се потенцијални репрезентативци, кои што Металург ако би играл, ако би поставил правилно, би можел на нив добро да заработи. Значи, јас мислам дека целта на Металург било да ги суспендира, за да може да останат во клубот, да не бараат нови клубови, а оние на кои што веќе не рачунале, не ги суспендирале, наставно им дале раскид на договор. Дарко, ти си еден од тие играчи што, ајде да ни кажеш што се случуваше тогаш. Па, ние немавме земено плата 4 месеци, немавме земено ни пари за кирија, кој сето тоа ни беше во договор и 4 месеци не се малку, без пари да живееш, тоа 4 месеци како 4 години. И цела екипа ние се одлучивме да стапиме во штрајк. И на крај останавме само околу 15 играчи, што одевме до крај, не трениравме, не игравме такмици. Тоа подразбираше штрајкот, така? Да. И ние си поднесовме документи за раскид на договор во федерацијата, и тоа го добивме. Немаш земено плата, клубот ти нема платено придонеси, осигурување ФФМНС не ги раскида договорите со Металург. И после некои 2 недели, од кога добивме раскид на договор, излезе оваа суспензија. Никој не знае од каде, но тоа е тоа. Значи да ви основно кратки црти, значи кога се Фудбалската федерација ги поддржа. Да, ФФМ. Овака излегува, значи децата бараат раскид на договор, во меѓувреме ФК Металург ги суспендира во нивниот клуб и суспензијата ја праќа во Фудбалска федерација на Македонија. Фудбалска федерација на Македонија од една страна постапува правилно, ја потврдува суспензијата, меѓутоа во меѓувреме им дава и раскид на договор на играчите. Значи тука е веќе двоен аршин има, да не кажам, затоа што ако некој играч добил раскид на договор со клуб кај што е суспендиран, автоматски суспензијата треба да биде укината, затоа што тој играч со тој клуб веќе нема ништо. Меѓутоа за жал кај нас во нашиот фудбал, нашиот спорт
се е можно. И овие деца не замале 4 месеца плата и уште 6 месеци суспендирани да не работат никаде, што е најинтересно. Уште поголема казна. Да, што е најинтересно, суспензијата гласи овака, значи суспендирани се за да не настапуваат во македонско првенство, во македонски куп, а може да играат за македонска репрезентација и може да направат трансфери во странство. И кога ќе се вратат во странство, таа суспензија мора да одлежат. И сега тука од тие 7 деца кои што беа суспендирани, Што се случи со нив, да? 4 веќе најдо ангажман во странство, за жал, да кажам народски, Им направија услуга. Ги избркавме од тука деца кои што треба да играат уште година-две во оваа лига и така ние за жал квалитетот на лигата многу слаб. Ние избркавме потенцијални представници да играат, не знам, двајца отидоа во Босна, еден Ангелов е во Маđарска и еден има во Маđарска, во Унгарија и има во Бугарија еден играч. За жал тие играчи се сите репрезентативци младински, Ангелов веќе има настапи за репрезентација. И овие три деца останаа тука, значи може да додат во странство, меѓутоа требаше да додат во клуб кој што, да бидеме искрени, рангирани се можеби пониско од нашите клубови и мора да одлежат суспензијата. За жал се работи за овие тројца играчи, меѓу кои Дарко и како да кажам, значи двоен аршин, децата 10 месеца се уствари без примања, осудени да останат. Од една страна, од друга страна, на тие години 6 месеца да не играш е за фудбалери, за спортисти голема казна. Многу значи. Голема казна. Како се снаоѓаш? Како се најдам? Од дома, сега сум во Прилеп. Тренирам. Не играш, не смеш да играш. Само тренирам. Благодарение на фудбалскиот клуб Победа, кој од мојот град има возможност да тренирам со нив, колку да не губам, да не сеам дома. Добро, кое беше образложението на председателот на клубот? Го контактиравте ли собственикот? Значи, да, јас имав една дебатна емисија со синдикат. Имавме дебатна емисија со председателот на клубот и со представникот Фудбалска федерација на Македонија. За жал, значи јас како председател на синдикат бев присутен таму, беше присутен председателот на Метлург, а Фудбалска федерација го пратија портпаролот на федерацијата, малку неозбилно и тотално непрофесионално. И тоа за жал тоа само покажа колку Фудбалска федерација не е заинтересирана на целиот случај, затоа што ако веќе дебатираме на таа тема, би требало во најмала рака да дојде генералниот секретар да ги објасни ситуацијата и со тоа да го. Меѓутоа беше што беше помина таа емисија и народот конечно свати дека ние како синдикат, значи сите луѓе што сме таму, верувајте, сме ентузијасти, луѓе кои што, ајде да кажам, се самофинансираме, се бориме за правата на играчите и јас секогаш кај што гостувам во било која емисија, било која телевизија, праќам апел до играчите дека мора да се сплотиме, затоа што овакви случаеви како овој на деца во Метлург за жал не би сакал да гледам повеќе, затоа што ако сакаме да одиме напред, а тапкаме во место дури полоши пропаѓаме, самото FIFA рангирање не кажа дека сум 138 на FIFA ранг листата, што во историјата на македонскиот фудбал не се памти тоа. Со овакви случаеви и процеси можеби само да се уназадуваме, а напред да се одим чисто сумњам. Вие за ситуацијата ја запознавте и Унијата на светски синдикати, каква беше реакцијата таму, има ли некакво ветување? Вака јас кога децата ме контактираа мене веќе кога беше донесена и суспензијата и раскинат договорите. Јас седнав и со нивните родители и со нив им кажав дека сега е веќе касно, меѓутоа ќе направиме се што можеме, што е во наша моќ. И напоменав јас и децата се доволно свесни дека иако нема обврска затоа што не се членови на синдикатот, јас се земав за право да реагирам и се јави во FIFPro, да. Во FIFPro, тоа е Светска унија на синдикати, тоа е една организација, верувајте, премногу јака и моќна во светот на фудбалот, што е, ајде да кажам, дури некогаш и пркоси на FIFA и на UEFA во тие процеси. Членуваат преку 60 земји од целиот свет и уште 30 земји се кандидати за влез во таа унија. Ние сме обсерватори, ние сме обсерватори сега за сега, меѓутоа во ноември месец треба да добиеме статуси на кандидати ако се биде како што треба. И јас бев на состанок во Амстердам во куќата на фудбалот со првиот човек на FIFPro, разговаравме, му го представив случајот, едноставно човекот беше фрапиран и он неговите зборови беа следни, дека јас сум 30 години во FIFPro, ваков случај до сега сме немале, да играчите добијат раскинат договор, а суспензијата им остане. Значи, неговите зборови беа следните. На играчот му е забрането да работи. Значи, одземени му се работничките права, вика што тоа го нема вика во најзаостанатите земји во светот. За жал кај нас се случи тоа. И доби ветување од него дека сега на 5 април они имаат управен одбор на FIFPro. Овој случај ќе биде ставен на маса, ќе го разгледуваат. Меѓу другото е запознаена и FIFA и UEFA од нивна страна. И верувајте, овој случај доби публицитет
на првата официјална страна на FIFPro сајтот излезе, меѓутоа за жал испадна во негативен контекст, како држава испаднавме таму не представија, меѓутоа јас морав да представам реалноста. Јас тука со федерација контактирав, им кажав да го решиме проблемот, таму од тому добив одговори во фазон дека као не можеш ти да контактираш со FIFPro, мислеа дека немам добри релации, меѓутоа ја те ги запознавме и сега времето си тече, децата губат, меѓутоа за жал еден негативен публицитет за нашиот фудбал, меѓутоа јас мислам дека и многу луѓе се освестија во државата дека не можат со играчите си играат како со робови. Каква е ситуацијата кога веќе зборуваме на оваа тема, со осигурување, со лекување, со други останати права, вие повеќе сте запознаени? Знаете како, значи секој играч генерално не кога подпишува, значи. Добро, јас би можел да зборам за фудбал затоа што во другите бранши спорт пратам, меѓутоа тие работи не ги знам. Во договорите сега се модифицира еден универзален договор кој што е направен. Има права на играчите и права на клубот спрема играчот. Значи во тој договор играчот е професионалец, значи работи професионално во тој клуб, зема плата, здравствено и пензијско инвалидско осигуран. Од друга страна, играчот треба да си исполнува своите обврски, да тренира редовно, да биде дисциплиниран, да биде пример. Ама ако се случи, имаме пример со момчето Кристијан Стоилков од Хоризонтот Турно, за жал сега има кој што беше повреден, се собираа донации за него, клубот не знам дали помогне, мислам дека не помогне. За жал сега имаме два такви случаи, ова со Кристијан малку боли да кажам, затоа што се работи за многу сериозна повреда, за повреда која што детето да кажам, значи се бореше за својот живот. Она што разговарав со неговите родители, татко му кажа дека клубот помогнал доста во целата ситуација, меѓутоа се потребни многу поголеми средства за детето треба да иде на лекување. Не помогнал со финансиски средства. Значи толкавите. Да, меѓутоа се многу големи средства сега се потребни за лекување во Словенија. Морам да го поздравам потребот на нашите репрезентативци кои што собраа и донираа до голема сума на пари. Јас ги известив исто и FIFPro знаат, сега на 5 април ќе дискутираат и нова тема колку може, затоа што знам дека они имаат фонд за такви случаи и се надевам дека и FIFPro ќе помогне со колку толку финансиски, затоа што верувајте во Словенија сигурно многу скапо да се лечат такви вид на повреди и прашање е детето дали ќе може повторно да игра фудбал, се надеваме. Добро, тука не можеше фондот, државата. Тоа прашање би требало да поставиме на самиот клуб и на самиот родител, меѓутоа во телефонскиот разговор родителот не сакаше да каже детали. Верувам дека накнадо ќе ги искаже затоа што беа уште во шок. А сега има нов еден случај со играч на Брегалница Штип, Стефан Мишевски, така беше. Се повредува на утакмица, Ошкенде конкретно ги кине лигаментите на коленото, оди на операција, клубот не сака да му плати операцијата. Татко ја плати операцијата од свој джеб, детето е професионален фудбалер. Јас се видов со татко му, разговаравме. Значи ќе мора Брегалница сакале или не сакале ќе мора да му плати операцијата затоа што сепак се работи за нивни играч, професионалец. Сакам да кажам, и потом повторно ќе се врати кај нив да игра. Овие случаи се на запад за ова не се разговара. На работно место се повредува играчот. На запад за овие случаи не се разговара, меѓутоа за жал кај нас се разговара дали играчот треба да се оперира, дали треба да иде на операција на приватно, дали треба да се рехабилитира. За жал ние сме уште, да кажам, во таа фаза. Имаат ли другите своји синдикати? Постои ли друг синдикат освен? Јас колку што знам кога го регистриравме фудбалскиот, не постоеше друг спортски, сега во меѓувреме делови на спортот, како ме кошар. Меѓутоа можеби сега после тоа има. Меѓутоа тоа што оформивме прв спортски синдикат и верувате јас не би го направил тоа да немам голема поддршка од FIFPro пред се, затоа што кај нас да оформиш синдикат кај нас е плюс и не подпаѓаме под ниеден синдикат, ние сме синдикална гранка, значи го направив да биде гранков синдикат. Со работка со другите гранкови синдикати. Имавме понуди, јас не сакав затоа што од лично искуство знам како функционираат тие синдикати, не знам. Добро, и има независни синдикати. Да, меѓутоа верувајте ми дека јас имам сугерирање да згора дека мора да бидеме чисто спортски, без зависност од други дејности, поготово за фудбалот сме. Така да на ваш начин сакате да се точно, затоа што имам одзгора упас како би требало да биде и се трудам тука да го имплементирам тоа, малку потешко ни оди, меѓутоа веќе 2 години се мачиме, се бориме
И тоа се надевам со голема поддршка од играчите да ги успееме во нашата борба. Дарко, кои ти се плановите за понатаму? Чекаш да истече нели Да, суспензијата и што понатаму? Чекаш некаква понуда или Чекам да заврши прво суспензијата, па после од јуни сум слободен играч и идеме што сега. Остане уште 2-3 месеци да си одлежиме казната. Најжално е што во цела ситуација они си ги барале своите права. Значи не барале преку леп повеќе што велиме, значи чисто си го барале оно што го заработиле. Значи Ние си баравме нашите права, ништо друго. не ми кажавте собственикот на клубот? Разговаравте со него? со собственикот тешко да разговараш, сите знаеме кој е собственик на Металург, меѓутоа со председател ви кажав имав дебат и искрено човекот ги призна во телевизија дека стварно се виновни, дека не им исплатиле пали, меѓутоа неговите зборови беа следни дека он имал собствено деца, не рекол да почекаат да се стрпат уште малце, меѓутоа децата може трпат, меѓутоа Евана, водовод не се стрпуваат, треба да се платат сметките и сакам да го напомнам тоа од овие 7 деца, мислам дека 4 или 5 се од страна, не се од Скопје и не им било платено и кирија. Значи самите деца биле приморени да плаќаат од свој личен джеб кирија, едно што живееле во Скопје, нели родителите се па ги помнат. Значи биле во многу тешка ситуација и 4 месеци дури премногу што издржале така во тие за наши услови примањата за фудбалер се некој ајде кажам можеш да се живее добро и скромно, меѓутоа фудбалскиот век е многу краток и треба да се мисли за понатаму. За жал со играње фудбал во Македонија сега за сега кој ќе заврши некој на 34-35 години, немаш избор, мораш да работиш нешто друго. Кариерата завршува. Они биле сосем во право, си ги барале своите права. Како е ова регулирано по светот? Ви кажа, значи, добро, има случаи кои што не се плаќаат, значи јас 7 години сум бил во Полска, не лично мене, меѓутоа имало случаи во Полска, меѓутоа во цел свет, после 3 месеци ако не добиеш личен доход, автоматски добиеш раскинат договор и клубот е должен да те го исплати цел договор до крај. Значи зборам за Европа и за цивилизиран свет. И кај нас сега така стои, значи па морам да кажам федерација им дава раскинат договор. Постои ли можност за правно разрешување на овој случај за тужби? Значи ние сме во ајде да кажам со нашиот адвокат и со родителите и со децата во контакт, па и дека си ги бараат децата на судот, мислам мој предлог, тоа од нив зависи. Ма не само и правата, него зборувам парите, него зборувам и за правата, начинот на кој што е направено. Има такви опции, значи да, има, значи ние заради некоја сатисфакција и како пример за воиднина ние другите клубови да не постапуваат. Што е најинтересно, многу треба заборавивме да спомнеме, значи ние обжаливме пред судот и суспензијата. Значи сите 7 играчи обжаливме, едноставно добивме негативен одговор и поминаа 2 управни одбори на федерација, има годишно собрание во кои присуствуваат 100 делегати од цела Македонија, ниеден не стана да праша што е со децата на друг. Значи кај нас се мазно, се е добро, делегатите си ручаа, си заминаа сите по дома, ниеден не даде за право човечки пред се да дигне рака и да праша до каде е ситуацијата со децата на друг. Значи си чука раци дека било се окей во федерација, 138 место сме на FIFA ранг листата, на градски стадион клубира репрезентација имаме 100 до 200 луѓе и кај нас е се окей. Значи си чукаме раци, а децата си останаа на мразот, значи пак ќе речам во цела среќа што они се уште млади. Ако му се случи он играч ако има 30-31 година, мислам дека кариерата веќе можеби ќе биде завршена. Повеле, сакаше нешто да кажеш? Сакам да кажам и заборавивме да кажеме за сета оваа ситуација. Најголем иницијатор беше нашиот тренер Алексо Мацков, кој самиот тој ни викаше неам во моја долгогодишна фудбалска кариера не сум видел вакви деца, вакви играчи кои нема земено 4 месеци плата, а чутат и играат без пари. И на негова иницијатива ние го направивме ова што го направивме. И кога дојде председателот да ни собрати нас, а до тоа го немаше, тренирајте, издржајте уште 10 дена и истиот тој Алексо Мацков ни го заврти грбот. Застане на страна. Бевте изиграни. Да, и тој беше тој што го потпиша, што ја потпиша таа суспензија. Добро, јас верувам дека ќе останете запишани во историјата на фудбалот, не знам, имало ли други? За жал негативно. Негативно, меѓутоа, тоа е некој прогрес сепак.
си ги барале своите права и размислувале така како што треба. Јас ви посакувам среќа понатаму, нели? И вие со синдикатот, а и Дарко да си најде место каде што ќе може да... Ви благодарам и вас на поканата за одвоениот простор и се надевам дека еден апел до сите фудбалски работници во овакви случаи да не гледаме веќе, повеќе да гледаме фудбал и убав него овакви немили сцени. Благодарам. Благодарам. Благодарам.